2 минути со слика и то нудиме во градската општа болница 8 септември. Тамо е колешката Симона. Симона? Се вклучуваме од 8 септември, конкретно од одделот за Центарот за дебелина, за да дознаеме колку е тесно поврзана оваа област од медицината токму со диабетесот, а за таа цел разговарам со доктор Наташа Недеска Минова, која што е раководител на одделение за ендокринологија диабетес. Пред се благодарам што успеавте да издвоите време и да бидете дел од Македонија наутро да зборуваме за една вака важна тема. Ви благодарам што ме посетивте на овој убав ден. Центарот за менаџирање на дебелина верувам дека е тесно поврзан со третирање на диабетесот или пак можеби нешто што пациентите кои што доаѓаат тука имаат предиспозиции за диабетес, меѓутоа секако тоа вие подетално ќе ни го објасните, па на кој начин е поврзана оваа област со диабетесот? Точно така. И отварањето на овој центар беше резултат на препознавањето од наша страна дека голем дел од пациентите кои што доаѓаа во центрите за диабетес беа предимно со прекумерна телесна тежина, што и светската јавност тоа го препозна дека голем дел од овие пациенти имаат дебелина, болест дебелина, која што треба првенствено да се лекува за да би имале ние резултати во третманот на пациентите со диабетес, односно пациентите со диабетес мелитус тип 2. Значи, тоа е ентитет, болест, кој што е тесно поврзано со прекумерната телесна тежина и да, голем дел од нашите пациенти во овој центар после одреден период на диагностика се префрлуваат во центрите за диабетес. Предпоставувам дека на дневно ниво имате многобројни предизвици во однос со пациентите кои што доаѓаат тука, па од прилика колку пациенти дневно имате, каков е третманот за нив и споменавте податок дека поголемиот дел процентуално од нив се вратиле и втор пат, што значи дека се на добар пат и што значи дека веќе терапијата која што ја земаат препишана од вас им помага. Па откако е отворен овој центар, реализирани се нешто повеќе од 800 прегледи, половината од нив, значи нешто повеќе од 400, веќе се јавиле на контролен преглед, што значи дека пројавиле интерес за третман на својата болест. На дневно ниво овдека работат 3 кабинети, пациентите се испреплетуваат, Центарот за дебелина работи еднаш до 2 пати во неделата на закажан термин. Меѓутоа, предизвиците, како што кажавте, за овие пациенти се големи. Најголемиот предизвик е да стигнат до третман, бидејќи и фармаколошката, и хируршката терапија, и супортивната терапија, во смисла на нутриционизам, структурирана физичка активност, ништо од тоа не е на товар на фондот и треба да го поднесат сами. Освен финансискиот дел, предпоставувам дека тука е и предизвик и нивната психолошка состојба, па колку има потребна таква психичка поддршка во однос на целиот третман и моментот да почнат да прават нешто за себе во врска со тежината. Така, најголемиот дел од овие пациенти се препознаени дека имаат некој психолошко пореметување или состојба кој што ги воведува во прекумерна телесна тежина, односно во дебелина. Ние овдека имаме и кабинет за психолошка поддршка, меѓутоа за жал морам да признам дека многу мал дел се одлучуваат да пристапат кон таков тип на третман. Споменавте дека имате навистина позитивни примери и пациенти кои што веќе го смениле самиот начин на живот, па во однос на тоа ме интересира што се случува кај пациент кој што не се третира, како може да се развива понатака болест. За жал, исходот е со многу компликации. Како што напоменавме, диабетес мелитус тип 2 е првата и најчестата компликација кај овие пациенти. Не изостануваат и кардиоваскуларни компликации на дишниот систем, на дигестивниот систем, се разбира на коскено-зглобниот систем и така. Да. Во тој дел имаат ли пациентите доволна едукација за да знаат навреме да ве посетат и да спречат, барем како што кажавте, диабетес мелитус? Ние се погласно зборуваме, предупредуваме, на вакви средби, на наши стручни состаноци со лекарите, колегите од општа пракса да овие пациенти се препознаваат на време за да не би завршиле со компликации, кои што лекување па е уште поскапо од иницијалните. Доколку би било дебелината препознаена како
болест која што треба да се лекува, се разбира дека исходот би бил подобар доколку се почне третманот на време. Доктор Наташа, ви благодарам за гостувањето и информациите. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со доктор Наташа, раководител на одделението за ендокринологија диабетес. Конкретно се вклучивме од Центарот за менаџирање на дебелината, за да знаеме колку се поврзани овој оддел од медицината со диабетесот и всушност дека превенцијата е секако половина и повеќе здравје во однос на овој медицински, односно здравствен проблем.